Добро вечер. Групата Јавна соба на Телеграм ја разбуди јавноста. 7500 членови, меѓу кои и тинејџери и деца, учествувале и споделувале фотографии и видеа кои што се граничат со порнографија. Откриен е идентитетот на креаторот на групата, а релевантните институции работат на истражување на случајот. Но она што оваа група го направи е тоа што ни покажа докаде е деградирано нашето општество. Прашањето е и што сега? Вечерва во емисијата И што сега разговараме на оваа тема со Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Добро вечер. Благодарам, добро вечер. Драги Змијанац, основач и председател на првата детска амбасада Меѓаши. Добро вечер. Добро вечер. И Димитар Боневски, универзитетски професор на медицински факултет, вработен во Центар за ментално здравје Центар при Психијатриска болница Скопје. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Комплексна, интересна и веројатно модерна тема која што се наметнува во светот и особено во нашето општество, за кое што очигледно дека мораме да зборуваме. Како специјалист за нови медиуми, познавајќи ги околностите и случувањата, изненаден ли сте од Јавна соба? Многу често сакам да потенцирам дека всушност социјалните медиуми на површина извадија сета наша култура, некултура, сето она што нашето општество и секој општество го има. Тоа навидум или многу често делува негативно, меѓутоа има една голема предност, а тоа е што гледајќи се во едно огледало, во таа рефлексија која што социјалните медиуми ја даваат, ние можеме да видиме што е она што се слабости, што е она што треба да го промениме индивидуално и тој колективно. Секако дека, како и целокупната јавност, сум згрозен од сето тоа што се случува, меѓутоа никогаш не сакам да го вперувам прстот и да генерализирам, независно дали става збор за 1, 7.000, 70.000 луѓе, туку сметам дека надлежните институции треба да ја завршат својата работа, да одлучат врз основа на законите кој погрешил, што погрешил, тоа да биде санкционирано, но во исто време акцентот да биде ставен на жртвите, оние малолетници, малолетнички чии што фотографии биле злоупотребени, секако и сечи и други фотографии кои што биле злоупотребени, и апелирам за многу поголема поддршка во овој период, заради тоа што ако сега извлечеме лекции, ако сега извлечеме поука од ова, ќе направиме одбранен механизам во иднина. Ако ова пројде само како една дискусија и без конкретен резултат, многу е веројатно да не се повтори во иднина. Доцна ли е? Знаете како, од оваа перспектива се е доцна, меѓутоа ако гледаме од перспективата кон иднината, апсолутно не е доцна и апсолутно секој случај мора да извлекува поука, мора да извлекува нов кодекс на однесување не само на сите нас, туку пред се на институциите, креаторите на законите и оние кои што ги имплементираат. Професоре, кои недоследности во системот ги покажа Јавна соба? Не знам дали сум јас најкомпетентен да зборувам за недоследностите во системот, генерално, меѓутоа можам да зборувам секако за, можеби не се недоследности, него недоволните успеси, да кажам, во тоа што јас би... Ќе почнам сепак поинаку. За мене оваа состојба, оваа ситуација што сега е многу актуелна и за која зборувам, би се надоврзал на ова што го кажа Кордалов. Уствари, мислам дека е еден добар, одличен повод да реактуализираме некои работи кои се изворено битни. Значи, првата работа и основната работа е заштита на менталното здравје на децата и на младите и заштита нивна од сите видови на злоупотреба. Јас себе ќе почнам со тоа дека јас некаде од средината на 90-тите години активно се бавам со тоа, професионално, низ некои невладини организации кои во тој период уште ги формиравме и ова всушност што сега се соочуваме со ова во себе секако содржи еден вид на сексуална злоупотреба на децата и младите и во тој контекст особено мораме да зборуваме зашто е еден поширок поим и една поширока област која бара сериозен пристап. Меѓутоа, оваа конкретна ситуација мораме тоа да го ставиме во контекст на овие модерни технологии и социјални мрежи, кои можност за тој вид на злоупотреба, особено на сексуалната злоупотреба, која во себе може да вклучува покажување на тие порнографски материјали, како вие ги нарековте,
практично не само тие што се изложени, односно чии слики се појавени, кои се директни жртви на тоа, зборувам пред се за децата, за малолетните особи, туку и оние кои се во состојба тоа да го видат, а повторно се малолетни, и кај нив тоа се случува. Значи, јас би рекол дека и покрај напорите кои ние ги правиме многу одамна, не само ние, не мислам при тоа само на себе, тука е господинот Змијанац кој веќе децени работи на таа тема, меѓутоа сите наши обиди, сите наши напори кои со децении веќе ги правиме во таа област, оние луѓе кои се занимаваат професионално со тоа, не се доволни, би рекол, и мислам дека основниот проблем е во тоа што не сме успеале со сите напори кои досега ги правиме, зборувам пак за заштита на менталното здравје на децата, нивна заштита од сите видови на злоупотреба, психолошка, физичка и сексуална, која е со овој случај допрена, да не сме успеале да некако да најдеме некакво системско решение, односно да ги, пошто ме прашавте за системот, да на некој начин сите тие проектни активности кои ги имало низа во периодите некаде на почетокот на овој век, невладината организација која се вика Безбедно детство, во која ја членував и ја формиравме во тој период, правеше бројни едукации на психолози, на професионалци од сите области, правење на мултидисциплинарни тимови, правење на прирачници за школи, за градинки и така натака. Не само ние, и бројни други професионалци, меѓутоа ние не успеавме да цел тој пристап го интегрираме во системот. Што значи тоа? Да го интегрираме во школскиот систем, да стане редовен дел од она што значи образование на децата, и нивна едукација, навремена едукација, како они би можеле да се заштитат од сите видови злоупотреба, особено во контекст на ова сега што овие модерни технологии ја прават таа огромна можност за тоа. Да не се разбереме погрешно, кога го зборувам тоа, апсолутно ја имам свесноста за тоа колку тие сите модерни технологии имаат предности, имаат можности за корист да се извлече од нив. Меѓутоа истовремено имаат и таа темна страна, за која мораме многу посериозно да се организираме и да направиме некакви системски пристапи и решенија со кои ќе овозможиме позитивните аспекти од тоа да бидат достапни на сите и да бидат искористени, а оние што се негативни, а се сериозно опасни, да бидат колку што е можно повеќе децата заштитени од тоа. Кој е решението, секако дека тоа е нешто за што треба на широко да зборуваме. Така. Објавувајќи го скандалот, случајот со јавна соба, почнуваме да зборуваме за одредена злоупотреба. Но како сега би ја дефинирале злоупотребата? Како и на кој начин се злоупотребени и кој ги злоупотребил нашите деца, па дури и возрастните кои што одлучиле да влезат не сакајки или некој ги втурнал во ова група која што слушнав некаде па и не единствена. Најголема е веројатноста за тоа, и со Бојан ги разговараме подоцна. Да, има повеќе групи, не е само таа за која збориме, Телеграм. Има и TikTok, има и други групи, слушнам денеска и Welfare. Сакам да нагласам дека интернетот е неопходна потреба и алатка на секој човек, вклучувајќи ги и младите, и многу може да се научи ако се користи соодветно, секако. Ние уште многу одамна имавме дури една повелба отпечатена со метаморфозис безбедно на интернет, како децата да користат. Дури имавме и водич за наставници, родители, деца како да го користат интернетот. Дури и ни помогна Австралиска амбасада од времето, продуциравме еден филм со превод на македонски обележен, како од една навидум играчка во комуникација со споделување на фотографии компрометирачки, доаѓа им се мобилизира целиот образовен систем, родителите, полицијата. Но очигледно е дека ова се што ни се случи е рефлексија на целото наше општество и на сите нивоа ние имаме веќе не само ерозија, туку имаме и слабости кои треба да ги дефинираме. Прво мора да се каже дека сепак станува збор за, според мене, за сајбер насилство. Сајбер насилство, дали сега ќе го дефинираме од небрежност, недоволна едукација на децата кои споделувале своји фотографии преку Инстаграм и другите социјални мрежи на своји другарчиња, или пак некој намерно влетал во таа група па ги
компрометирал децата со фотографии разголени порнографски на некои други девојки кои не се нивниот личен идентитет. Тоа треба да утврди истрагата. Тука има работа за основно јавно обвинителство. Ние денеска од Министерство за внатрешни работи, сектор за компјутерски криминал, дигитална форензика не информираа дека го следат случајот. Бараме децата жртви да бидат заштитени, соодветно да се постапува со нив. Тука има работа за Дирекција за заштита на лични податоци, како што нагласив и за Министерството за внатрешни работи, но да не забораваме има и многу ангажман родителите да дадат по соодветни насоки како децата да го користат безбедно интернетот и за воспитно-образовниот процес, уште од најрана возраст да знаат што децата може да очекуваат доколку не си ги заштитат своите профили и на Инстаграм, и на Фејсбук, и на други социјални мрежи, дека може да бидат жртви на педофилски мрежи, затоа што не случајно се втурнати таму и возрастни, и креаторите се возрастни. Постои опасност да се случи и трговија со девојчиња заради уцена, закана и така натаму. Траумите се големи, превенција е неопходна, жртвите ако не се постапи соодветно може да трпат и доживотни трауми, како што нагласив, и сајбер насилство треба да биде една од следните чекори посериозни од Бирото за развој на образование, да креираат програми, Министерството за образование и наука да посериозно му посвети внимание на овој проблем. Кордалов, кога зборуваме за интернетот, имам чувство дека секогаш одиме во крајности. Или зборуваме за добробита од него, она што имаме корист и како тоа ние не знаеме, а треба да знаеме, или знаеме да го користиме, па ете сме напредни, или зборуваме како ние не знаеме да се заштитиме и како сме злоупотребени не знаејќи дека тоа ни се случува. Има ли средина кога зборуваме за интернет? Ако може да надополнам, би кажал дека најчесто се сложувам, зборуваме за крајност и тоа зборуваме за онаа крајност дека постојат само опасности во интернет просторот, занемарувајќи дека од будење до легнување ние многу повеќе го користиме интернетот за позитивни, за корисни работи. Сме во сферата на така наречената дигитална писменост, како дел од медиумската писменост, која што подразбира користење на мобилните телефони, компјутерите, интернетот, дигиталните алатки за постигнување, односно за корисни работи во учењето, работата, се она кое што е општо корисно во текот на денот, вклучително и слободното време. Јас не се залагам за средина од едноставна причина што сонувам или сакам, се стремам кон тоа да направиме општество во кое што ќе ја користиме технологијата само за позитивните работи, односно во многу случаи ситуации ќе зборуваме за опасностите. За жал во моментот тоа не е така, сите сме реалисти и свесни дека во моментов интернетот содржи многу опасности, меѓутоа мора да прифатиме дека одовде нема да се вратиме наназад. Нема да се случи ни еден ден да снема интернет или да снема мобилни телефони или да снема дигитализација, напротив ќе навлегуваме се подлабоко и се подлабоко. Сега сериозни општества, сериозни држави, сериозни институции веќе тоа го планираат. Еве да земеме Британија, која што многу одамна има воведено кодирање во образовните системи. Вештина која што наставниците ја имаат, ја пренесуваат на децата. Заради тоа што ако вие гледате од денеска за 5 или 10 години, че буквално на секое дете, кое што како што ќе се расте и ќе се развие, ќе му бидат потребни тие напредни дигитални вештини. Че денеска секој од нас што се вели знае или има можност да научи со неколку туторијали како да направи веб страна. Че зборуваме за еден сериозен процес и се додека интернетот и дигитализацијата ја третираме како нешто кое што е непознато, како нешто кое што содржи нешто страшно пред се во себе, а најчесто така ја третираме, се до тогаш ќе не се случува ова. Јас сум поборник на тоа дека мораме да ги извадиме на површина успешните приказни. И извадиме на површина убавите приказни што ги има во изобилие. Само да отидеме по училиштата, имам јас прилика и привилегија преку различни проекти во кои што сум вклучен да ги гледам учениците, дел од учениците кои што работат на разни дигитални проекти, тоа е навистина фасцинантно. Да не ги заборавиме успесите, не само по компјутери, не само по други надпревари кои што нашите ученици од целата земја ги постигнуваат дома, во регионот и во странство. Ако дадеме повеќе шанса и ако покажеме кои се предностите, ќе ги мотивираме и другите. И под број 2, ако го современиме образованието, ако како дел од наставно-научните содржини, во наводници кредата ја замениме со дигитална технологија, со која што денес децата се раѓаат, со која што учениците кога ќе се вратат дома поминуваат доста време,
Но ако ги научиме како да ја замениме со дигитална технологија и како кога ќе влезат во тој интернет свет, да ги гледаат и учат од корисните работи што се содржат таму, ќе им ја вградиме дигиталната писменост од најмали нозе. Такво модерно образование можеби не може да се направи утре, меѓутоа треба да почне да се прави денес, за да веќе со следната година ги даде првите знаци и во период од неколку години да почнеме целосно да го имплементираме. Притоа не зборувам јас да им дадеме само таблети на децата, како оној проект со компјутери, не зборувам да им дадеме мобилни телефони, туку зборувам да направиме сопфатен систем во кој што ќе знаат, а пред се тоа наставниот кадар ќе биде обучен како да ги упати и воведе во дигиталниот свет. Тоа е образование за цел живот и тогаш се помалку ќе збориме за средина, а многу повеќе ќе збориме за позитивните аспекти на интернет. Професоре, лажното морализирање и лажните вредности се дел од модерното време и особено од социјалните мрежи. Ова е битка не само кај нас, туку и во светски рамки. Како да се влие и спречи тоа емоционално расоблекување, особено на младите? Не сум сигурен дека разбирам, сметате дека социјалните мрежи ги користат за изнесување на сопствени некакви емоционални содржини кои може да бидат ризични. Преку статуси, преку пишувања, преку фотографии, видеа. Како вие отварате една тема која јас зборувам сега од психолошки, да не речем од психијатриски аспект, нека остане терминот психолошки аспект. Ние проаѓаме низ еден период кој се согласувам она што досега беше кажано, на кој не можеме да останеме слепи и глуви. Значи, модерното време, модерната ера во која живееме, за среќа, за жал, како би рекле, ајде дека е само за среќа, да не бараме средина, како што веќе беше спомнато, ги заменува тие некои традиционални модели и методи на дружење, на комуникација, на меѓусебно разменување на содржини, на емоции, ако сакате, на наоѓање на другари, на друштва, поминување на времето во некаква игра креативна или помалку креативна, со дигитални форми на сето ова. Јас морам да зборувам сега за негативната страна од тоа, иако не велам дека нема и позитивни, тоа во секој случај, од некој психолошки аспект, пред се во развојот на децата, има еден сериозен негативен импакт. Тоа значи дека никогаш директниот контакт, директното емоционално споделување со околината, со врсниците, со возрастните, ако сакате, не може да биде заменето во вистинска смисла со она што го нуди дигиталната технологија. Значи не е исто дали вие се дружите со 100 луѓе, постирате некакви своји фотографии, пишувате некои своји статуси на кои ви пишуваат некакви лајкови и со тоа вие добивате некаква сатисфакција, со тоа да вие во директна комуникација го споделите тоа што го чувствувате, го кажете тоа што го доживувате, затоа што директната комуникација има можноста за директна размена на емоции, човек со човек, дете со дете, дете со возрасен, значи давање и примање на емоции. Вие не можете да ги примите емоциите позитивни, па и негативни некогаш, и тие се потребни во развојот на вистински начин преку оваа дигитална комуникација, и во тоа е некаде сериозниот проблем што доведува во крајна линија до известно оттуѓување на децата. Оно што е впечаток, барем мој, мислам дека е и општ впечаток, се случува една би рекол дехуманизација со преголемото внесување во тој интернет свет. И јас не знам, ама јас многу малку гледам деца по улица во таа некоја школска возраст особено, како играат фудбал, како не знам се собираат па играат некакви други игри, а знам безброј деца кои на компјутери меѓу себе играат разноразни игри. Некои од нив се можеби во ред, некои од нив се помалку опасни, некои се многу опасни. Во секој случај мораме да се обидеме да направиме некакви модели сите заедно, да го тоа со некаква едукација, со зголемување на свеста. Свеста мора да се зголеми и професионалната свест на сите кои сме засегнати со тоа. Ако сакате и вие медиумите,
професионалците што се грижат за здравието на децата, посебено за менталното здравје, сите невладини организации, луѓето кои се бават со оваа информатичкава сфера која е доминантна и за која всушност ние зборуваме, да се зголеми свесноста за предностите и особено за опасностите од тој тип на комуникација, за да се направи некаков напор да се тоа избалансира и да се вратат младите на некакви традиционални вредности без кои навистина се комплицира развојот на децата. Вие, ако ќе пројдам сега во психијатрија, ние сега сме во исчекување на нова меѓународна класификација на болести, која треба да стартува за неполни 2 години. Во таа веќе имате цело едно поглавје кое е врзано за расстройства кои се поврзани со користење на дигиталната технологија. Нормално дека таа носи и таков тип на опасности, меѓутоа ние не можеме да оставиме слепи и глуви на опасностите кои ги носи тој вид на технологија со која мораме да се занимаваме, и ако не се организираме, ако не најдеме модели како тоа да го направиме, мислам дека ни следат сериозни предизвици кои ќе стануваат све поголеми и поголеми. Ќе завршам со тоа што се надевам дека нема погрешно да ме разберете. Не мислам јас дека било кој, јас често сум бил во ситуација да координирам разни расправи во врска со ова, дискусии од разни профили, кога сме зборувале за заштита на менталното здравје на децата и на младите, и знаете како тоа изгледа. Сите сметаат дека супер го прават својот дел. Ако ги прашате психијатрите, викаат, ние кои ќе ни дојдат, ние супер све решаваме, окей сме ние. Полицијата истото го смета дека го прави, службите за социјална грижа истото така сметаат дека се добри. И веројатно е така, меѓутоа проблемот е што тој проблем е на средина, никој сам тоа не може да го реши, никој не може да постигне некаков сериозен напредок ако ние не се интегрираме и немаме некаков модел како мултидисциплинарно да придеме на овие проблеми, затоа што проблемот е многу широк. Не може никој сам тоа да го реши и да најде некакво решение. Не може медиумите да се заинтересирани за овој проблем само кога ќе се случи нешто вакво. И сега 3 дена ќе зборуваме за ова, ќе направиме уште едно 5-6 дебатни емисии, се додека не се појави нешто поинтересно и потоа ќе го заборавиме проблемот. Не, медиумите треба да направат напор, особено ќе искористам оваа прилика надевајќи се пак дека исправно ќе бидам сватен, дека националната телевизија треба да направи некаква едукативна програма, да биде вклучена во тоа што значи превенција и на менталното здравје, развој на здрави животни стилови, опасностите од интернетот, негативната страна, правилното користење и така натака и така натака. Отприлика тоа е моето гледање на нештата како работиве се движат во моментов. Господине Змијанов, зборуваме за одредени пропусти, ќе ги речам недоследности во системот. Која е следната јавна соба што може да не шокира? Не би имало многу јавни соби ако прво нагласив дека децата треба да знаат за правото на приватност, како да се заштитат, саморегулација и некакви едукативни има разни форми кај што децата може да го образуваат, дали преку форум театар, дали преку денс театар, дали преку форуми, трибини, воншколски активности, ако веќе не се вгради во училиштето регулацијата како децата да знаат да препознаат несоодветно однесување на повозрасни, кому да пријават или како да се заштитат. Но она што мислам дека е исто така важно, имаме недостаток на комуникација, внимание и љубов и посветено време од страна на родителите кон своите деца. Значи, не знам сега дали е тоа толку клучно или недоволното познавање на родителите од опасностите што може интернетот да ги погоди децата ако не се доволно подготвени да се самозаштитат, е подеднакво инспиративно во наредниот период да се работи паралелно со нив. Оно што ми се допадна од претходниот соговорник, точно е, едно е виртуелно дигитално другарче, а друго е личен контакт. Ние имаме се помалку комуникација родител-дете, наставник-дете, другарче во живо. Значи, нешто што некому ќе му се исповедаш, со некого ќе споделиш одреден проблем со кој детето секојдневно се сочува. И во тој недостаток на таа реална комуникација, интернетот дава простор и можност
детето да виртуелно стапи во контакт со непознато лице, кој може дури и да се представи дека е на негова возраст, па дури да закаже средба и дури да биде жртва на силување, трговија и најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Тоа е она што исто така треба органите за безбедност да посветат внимание и воспитно-образовниот систем исто така треба да биде помобилен во тој дел. Ќе нагласам, правото на приватност е важен, дигиталната репутација на тинеџерите исто така важно. Замислете една компрометирана фотографија, таа се дисеминира веднаш и сите тие кои биле во мрежата веќе ја имаат. Родителите, наставниците се клучни во безбедноста и обезбедувањето на соодветни информации за интернет позитивни искуства, но и за опасностите исто така. И треба да знаат децата кои сајтови и кои платформи се ризични и опасни да се посетуваат. Знаат ли родителите? Сега ние имаме паралелна едукација и со родителите, и со учениците, односно децата, и како што нагласи Боневски, медиумите се клучни да имаат едукативни програми, дури Еви Кордалов може да каже, можеме ние да го обзнаниме повторно безбедно на интернет сајтот ако треба да го гледаат. Таму има навистина водичи упатство. Филмот може сите портали обележан да го популаризираат за децата, чисто да имат визуелна представа како може од една неформална забава, кај што другарчињата се условно кажано забавуваат на несоодветен начин, се споделуваат фотографии до кај се може да дојде. Сето тоа, значи мораме ние да им ги презентираме опасностите за да можеме да работиме и поинтензивно на превенција. Сега откако се случило ова, има многу работа и за психијатрите и за психолозите со жртвите да се постапува соодветно, посебно во првите 24-48 часа, за да не потпаднат под дополнителен притисок, бидејќи некој може ги атакува намерно, некој може ги уценува во моментот. Ние не сме свесни ни што се тие поминуваат и навистина ова сајбер насилство и родово базирано насилство мора да се стави крај, затоа што таму се дисеминираат само фотографии на девојчиња. Немаше фотографии на момчиња. Ако е тенденциозна дисеминација на фотографија на девојчиња, тогаш навистина имаме основ за родово базирано насилство. А дека е сајбер насилство и како има индици да МВР навистина ги санкционира, затоа што несоодветно поседување на детска порнографија, дисеминација, дистрибуција и поседување кривично дело. И тоа може да се санкционира од 5 до 8 години. Јас се извинувам што ти упаѓам, би сакал тоа да го кажам, две работи ми остана од тоа што го излагаше измијанец. Значи, прво, не е чудо што девојчињата се секогаш поизложени на тоа. Значи, јас кога зборуваме за сите видови на злоупотреба, да се задржиме на сексуалната злоупотреба, во светски рамки, сите можни статистики на овој свет упатуваат на тоа дека сексуалната злоупотреба од секој вид, па вклучително и оваа сајбер злоупотреба, е 4 пати поголема кај девојчињата отколку кај момчињата. Тоа е прва работа. Втора работа која сега јас не сум експерт за тоа, зборувам од некое свое лично искуство и од искуство со луѓето околу. Модерната технологија, ова IT технологија, толку брзо напредува, што јас сум убеден дека ние се соочуваме со една ситуација, барем во таа област, да децата, дури и на млада возраст, веќе се многу поупатени во употребата на технологијата од родителите, кои може би не знаат ни да го уклучат компјутерот. Веројатно. И такви имаме се уште родители. Така да, можноста да они ги контролираат децата и да воведат некаков контролен систем како да бидат внимателни до каде они го употребуваат и како го употребуваат, го прави, токму овој момент го прави, предпоставувам, прилично комплициран. Може би Кордалов може повеќе во врска со тоа да ни каже, меѓутоа мислам дека тоа е една од работите за кои сериозно треба да се размисли, затоа што ние повозрастните дали има дигитална писменост, поредко предмет да одиме понапред со сето тоа и ќе научиме нешто и остануваме тука. Со децата тоа не е така. Они брзо тоа го учат. Вие и веројатно треба сега... да е така, нели, да бидат сумири. Не, јас апсолутно се согласувам дека треба, меѓутоа пак доаѓаме до точката дека тоа што треба и што е позитивно, во себе не знаете кога ќе вклучи нешто што е негативно. На што треба да се отвараат двојно очи? Не се треба да се отвараат двојно очи. Секој родител тоа го знае, секој возрастен тоа го знае. Меѓутоа, кога говориме на темата, јас би сакал неколку коментари, да почнеме со медиумите. Повелете. Медиумите се светол пример во овој случај, заради тоа што токму медиумите отворија ова. Тоа се согласуваме.
Значи, не мислам дека медиумите не посветуваат доволно внимание, напротив, мислам дека се посветува огромно внимание, секако дека има простор за повеќе и секако дека, барем од моето искуство, оваа тема е постојано присутна во јавноста и така треба да биде. И ова е една од ретките теми која што е аполитична. Многу ретко се пристапува со било каква пристрасност и политика, туку е нешто кое што сите ние, дали од страната на медиумите, од оваа страна, како специјалисти или како родители и така натаму, со загриженост приоѓаме и сакаме искрено да најдеме решение. Така што мислам дека медиумите треба да добијат чиста десетка во овој дел, особено во овој случај, затоа што го отворија. Втора работа, и јас се сложувам, дека едно е виртуелното комуницирање, сосема друго е личното. Јас сум и таа генерација која што точно може да разликува и да направи дистинкција меѓу едното и другото, меѓутоа не мислам дека на овој начин ќе можеме многу од работата да решиме. Затоа што иднината ќе носи многу повеќе предизвици дигитални и ќе носи многу повеќе дигитална комуникација. Ако денеска ние со третина роднини и пријатели комуницираме на дневна основа виртуелно, преку апликации, затоа што се во странство, затоа што се на пат и така натаму, достапноста на технологијата и нашето вмрежување и брзината само ќе напредува. Треба да бидеме свесни дека овие генерации ќе имаат детство, младост, развој различно од нашето. И треба на тој начин да ги адресираме работите ако сакаме да ги промениме. Инаку влегуваме повторно во онаа замка на тоа дека ајде сега некако подзаборавете на технологија. Не може да се заборави. Јас сакам во одредени делови. Мојата идеја не беше да се заборави на технологијата, него да се реактуализира нормалната комуникација и да се зборот да имаме позитивно искуство. Знаете, на дете да му кажете, на дете сега да му кажете, ова е ненормална комуникација. Че имаме што прештива ненормално комуницирање. Не мислам дека решението е во тоа да му се каже дека е ненормално. Меѓутоа решението е во тоа да детето се мотивира и да се најдат модели, а тоа сум убеден дека е можно, да има нормални директни комуникации со своите врсници. Проблемот, би рекол, е уште поголем. Се плашам дека голем дел и од родителите во немање на доволно време комуницираат со децата на начин што ќе им дадат телефон, таблет и наместо да комуницираат во текот на денот директно и да ги сослушаат, они ги оставаат да ве надополнам и двајцата имате, не да кажам право, него имате тези кои навистина се оправдани. Сите сме зависни од смарт телефоните, тоа е факт. неспорно, да. Паметно, соодветно, позитивно искуство со соодветни насоки и информации може само да ни помогнат интернетот да ни биде од полза. Значи дури со доживотно далечинско учење се можеме да се имнеме денес. Меѓутоа, ова што кажува Димитар исто така важи. Ако ние немаме доволно време за нашите деца, да им посветиме, барем пола час, ама тоа да биде квалитетно во жива комуникација. Да му кажеш на твоето дете колку го сакаш, како поминал во училиште, да го прашаш. Треба многу повеќе од пола час. Најмалку, да кажеме, најмалку. Тоа е веќе воспостојна комуникација каде што родителот ќе може да ги детектира евентуалните состојби со кои се сочува детето, потешкоти кои ги има во училиште, на улица или не знам кај, или евентуалните опасности од интернет, може некој го атакувал, детето не е доволно отворено да разговара со својот родител. Таа комуникација е неопходна и таа не може дигитално никој да ја замени. Освен ако се информираш на интернет за како да се самозаштитиш. Тоа окей. Тоа окей. И тука може да се реагира. Инаку да. И на 20 во отворено на 24 вести кажав, секоја чест за новинарите имаат положено испит, истражувачко новинарство во права смисла на зборот. И она што многу ме израдува, го почитува кодексот на новинари, како да известуваат кога детето е жртва или сторител на ова кривично дело, а при тоа да не се виктимизираат и стигматизираат дополнително. И тука навистина новинарите во оваа борба одговорија многу повеќе отколку истражните органи, кои треба побрзо да ја детектираат мрежата, затоа што таму во таа мрежа Телеграм имало возрастни лица кои биле вклучени и никој од нив на време не реагирал и не дојавил. Да, поготово што она што го спомна, да, децата се веќе виктимизирани. Нивното неселективно прикажување и препознавање. Имаше некои коментари, да бидам искрен, јас докрај не ги следам во врска со сето ова, дека и покрај тоа што се тие нели замаглени и така натака, биваат препознаени. Значи, тој момент
прави нешто што стручно се нарекува ревиктимизација, што е уште поголем проблем од самата виктимизација и секако дека да не се враќаме на тоа е една посебна тема што треба да се прави со оние кои се директно засегнати и кои се жртви. Ние сега разговорот во врска со тоа што да се прави, која би била превенцијата. Како да не станеме како да избегнеме, иако до крај ја верувам дека не можеме да ги избегнеме овие појави, меѓутоа секако можеме да ги превенираме, да ги намалиме и да се држиме за она што веќе повеќе пати го кажуваме за позитивните аспекти од сите овие модерни технологии, па би рекол и од позитивните и враќање на тие традиционални, јас цврсто се држам за тоа, традиционални вредности од комуникацијата, родител, дете, деца меѓу себе, другарчиња, дружење, затоа што сум убеден дека тоа може да се реактуализира и да се појача на некој начин, само ни треба некој систем, што не значи дека треба да се исклучи информатичката технологија и тој начин на комуникација, затоа што тоа е апсолутно. Насока денеска можеме да видиме многу деца на тренинг, во музичко, на игрорна, на курсови по јазици, компјутери и така натаму. Денеска, поради стравот и поради огромниот број на дезинформации, а некогаш информации, за опасности кои што децата ги демнат на улица, многу од родителите избираат и своите деца ги носат на организирани настави и обуки, да ги споменеме тука игротеките и така натаму. Јас тоа не го осудувам, само го констатирам како појава, но она што би апелирал е образовниот процес да се реактивира во насока на вонучилишните активности, современи содржини за децата во оваа смисла, заради тоа што не секој може да плати и да дозволи незиното дете да се запише новија курсеви. Што значи, како изгледа тоа? Тоа изгледа едноставно, зборуваме за целосен нов курикулум, кој што ќе опфаќа и дигитализација и промена на образованието, во севкупна смисла зборот со вклучување на сите, вклучително и младите и децата и учениците, со цел да се изгради што е она што е потребно. Бидејќи ние често неформално сите кога разговараме споделуваме искуства, еве на пример во Канада, во Шведска и така натаму, децата носат кога слават ројенден во училиштата, тој ден се послужува овошје или што и да е сокче и така натаму, се случува еден таков вид на активност. Во Германија има вака. Едноставно сите тие искуства добри кои што се да ги превземеме и да ги вклучиме, заради тоа што децата денеска многу комуницираат и понатаму. Затоа ги набројам овие активности. Децата денеска не седат само пред компјутер. Да, има деца кои што прекумерно поминуваат време на компјутер, како што има и возрастни што прекумерно поминуваме време на компјутер. Што значи дозирано? Кој е максимумот? Постои ли максимум и минимум? Има. Ако квалитетно и корисно го поминувате времето на интернет. Ама тие можат и по цел ден, например, да учат на интернет. Никој не може цел ден да учи. Еве да појдеме од себе. Добро. Никој не може да седне цел ден да учи. А се знае колкава е концентрацијата, си постојат истражувања и факти за тоа. Но, доколку имате потреба од користење на дигиталните алатки, независно дали сте возрастен или дете, доколку правите нешто корисно, тогаш нема мерка. А ако залудно го трошите времето, тогаш прекумерно поминувате. Меѓутоа, би сакал да се вратам и на тоа што беше споменато за родителите дека треба да односно децата денеска знаат повеќе. За жал, единствено во оваа област до одредена граница децата не може да знаат повеќе од родителите. Заради тоа што мора да се толку информираат родителите за новитетите и случувањата во дигиталните алатки, особено социјалните медиуми. Тука не мислам само на опасностите. Знаете како мора да се информираме и за предностите. И можностите. Која апликација да му ја предложиме на нашето дете, да ја симне и да ја користи, зошто? Да му ја предложиме, ние не можеме да наметнеме. Така. Секој дете индивидуал. Ми тоа да предложиме, да видиме кои се афинитетите. Имате апликации од уредување на дом, до начин на хранење, до одледување на земјоделски производи, до учење на букви, бројки и така натаму. Меѓутоа и за опасностите, заради тоа што детето мора првото прашање да се чувствува слободно да го постави кон родител во врска со дигитализацијата интернет. Заради тоа што ако родителите не знам јас тоа, не ме интересира, батали го тоа, детето ќе си го бара патот и ќе си праша на друго место. Да си го добие тој одговор. Тоа друго место веќе не е под наша контрола. И ќе завршам со тоа во овој дел. Тоа е исто како забраната за интернет. Многу често наоѓајќи лекови, односно трудејќи се најдеме лек, викаме тоа све да се забрани. Не функционира. Многу родители што пробале знаат, забраната на интернет
на децата води кон тоа да тие на сосема други места неконтролирано користат интернет. Научат, ќе си најдат свој пат. Обавезно ќе најдат. Ама има разлика меѓу забрана и родителска контрола, посебно за рана детска. Јас зборувам за забран. Да, Зборувам за забран. Не зборувам за контролата, односно партнерскиот однос што го споменавте, дискусија, доверба и се. Тој не спорен. Говорам за она забрана, готово, крај, нема интернет. Казна. Таму се крие, не мора да казам, бегај, таму се крие лошото, не смешто. Што е забрането овоше? Тоа е погрешна стратегија, односно тоа е слично како забрана за јадење на благо на деца. Значи, викаш нема да јаде благо, прво одење на роден ден, сето благо што е послужено ќе биде изедено од страна на детето заради тоа што не сме ги нашле балансот и дозираност. Професоре, повелете. Да, добро. Мене ми се наметнува една споредба, не знам колку е соодветна, меѓутоа сега ми се појави каква асоциација, па ќе ја споделам јавно. Имено, како паралела би го наметнал нешто што нема врска со ова модернава дигитализација, компјутеризација и така натака. Ако се вратиме на проблемот со сексуалната злоупотреба, ние, да бидеме искрени, па не секаде ни светот, во нашево традиционално општество особено, се уште веројатно е голем проблем да децата, и големо е прашањето кога сеа тоа треба со децата да се зборува за сексуалноста, да се зборува за сексуалното однесување и така натака и така натака. И многу често родителите тоа не го воопшто ни прават. Односно го оставаат, го бутаат под тепих. И за нив е табу. Ама има и за тоа решение, со сексуално образование, прикладно за детска зборувам за тоа, да. И има можност и тоа да се реши. Точно. Значи, да се вратам на тие раните 90-тите години кога ние го правевме тоа и се обидовме нели со тие прирачници да го внесеме сексуалното образование во основното училиште. И би рекол дека тоа е нешто што е многу битно. Многу е битно да затоа што некако ми заличи тоа дека како или има или нема. Значи не зборам за сексуалноста воопшто со децата, кога ќе дојде време они сами ќе си научат. Нема да употребуваш интернет до 18 години, кога ќе наполниш 18 години, тогаш ќе влезеш на интернет. Не може тоа да биде така. Не функционира. Не функционира, затоа што сексуалноста е природен нагон, децата имаат интерес, влегуваат во некакви релации, вклучително и сексуални, и ако не ги добијат информациите од оние кај што е безбедно, они ќе ги најдат на некое место или ќе најдат некои несоодветни. Истото на некој начин, иако нема директна врска, е и со компјутерот. Ако нешто те плаши, особено оние кои сите ние не знаеме премногу за со некои исклучоци за оваа нова технологија, иако како родители најлесно ни е да кажеме нема да го употребуваш, што има ја да се замарам со тоа, тогаш секако дека апсолутно се согласувам дека тоа е невозможно, не може сите тоа го користат. Не можеш ти детето да го изолираш и да го направиш некаков посебен случај кој не користи интернет, кога сите другите го користат тоа. Мора да се најде некакво поинакво решение. Мора на време да се добијат информации и тоа секако подразбира тоа што веќе беше кажано, дека родителите сакале не сакале мораат да научат нешто за оваа модерна технологија. Колку сме сите ние доволно информирани, колку имаме знаење за тоа, не знам, меѓутоа пред нас е предизвикот да некој минимум нешто сепак знаеме и научиме за да бидеме од полза токму за децата и за генерациите млади кои доаѓаат. Зборувате за истражувања кои што и претходно сте ги правеле и така натаму. Колку тие истражувања државата има слух да ги прифати и да ги вметне во системот? Колку се тие внатре во системот од научната фела? Па, јас веќе реков, она што сметам дека недостасува и дека е, повторно ние за тоа зборуваме, вие можете да направите милион проекти. Помалку успешни, повеќе успешни, многу успешни, и тоа е сосема окей. И така и треба да биде. Меѓутоа, се додека нешто не го внесете, не го интегрирате како системско решение, да речеме, да воведете образование сексуално, да введете образование кое ќе значи едукација на децата за заштита од сите видови на злоупотреба. Како они да научат да се одбранат од емоционално наследство, од физичко наследство, од сексуално наследство, како да научат во секојдневниот живот, како да научат тоа да
во конкретнава ситуација со овие нови технологии да бидат заштитени од тоа. Ако тоа не е направено како системско решение, не го внесеме во системот, не можеме тоа да очекуваме дека ќе даде сериозни резултати, затоа што проектите офаќаат одреден број на деца, одреден број на луѓе. Никогаш не можат да го решат системски проблемот. А по тоа прашање барем досега немам идеја дека иако има направени крупни чекори во врска со тоа, да не звучам сега дека ништо не е направено. Напротив, има многу работи кои се подигнати на многу повисоко ниво од времето кога почнаа цела оваа работа, меѓутоа се уште фалат многу работи кои треба да се направат и да бидат системски решенија во образованието, од најраното образование, во едукацијата на родителите, во севкупното пристапување кон однесувањето на сите професионалци, медиуми и така натака, за да го подигнеме нивото на јавната свест, на професионалната свест, на родителската свест и однесувањето да го насочиме кон тоа да децата имаат многу повисоко ниво на заштита, а при тоа да им останат во употреба сите овие модерни технологии кои секако се потребни. Повелете. Оно што мене ме загрижува сега, не знам дали ќе се согласат моите соговорници, дека интернетот често се разбира како општествен простор каде што буквално се е дозволено, па дури прекршување на основните детски права. Значи тоа е нешто многу алармантно и мислам дека не се третира сериозно, дека тука има со сите овие портали, платформи и компрометирачки фотографии кршење на многу права на децата. Од право на приватност до право на заштита, до право на соодветен третман во однос на постапката со која се во тешкотите со кои се среќава и опасност од навлегување на потенцијални педофили ако случајно се втурнати внатре или пак потенцијална опасност со трговија со деца. Имено на интернет има околу 50.000 педофилски страници, тоа е голема бројка и загрижувачка и сето тоа интернетот мора да го регулира. Значи, не можеме ние секогаш да се потпреме на родителска контрола, не можеме секогаш да се потпреме на дури образовниот систем дека толку многу ги едуцирал децата да знаат само да се заштити, некојаш би рекол и неочекуваното комуницирање со другарче и споделување на одредена фотографија може да доведе до тоа да детето биде жигосано за цел живот. Затоа што не се знае ни таа доверба дали може да биде до толку голема да може таква фотографија и да се сподели, а при тоа да нема консеквенции. Во Кордалов, во некои од скандинавските земји има веќе обиди, читав, да се балансира со тоа што децата до 10 години, барем во училиштата, нема да користат интернет, односно компјутери или смартфони. Колку е ова, да речам, исправно, ако зборуваме дека треба да имаме доза во се? Се што дава резултати, што функционира на демократски начин воведено е исправно, не е само Скандинавија, ке и нас. Општината Карпош, заедно со Сдруженијето Ајнштајн, веќе имаат пилотираат проект во кој што се регулира преку ние класери чувањето на телефоните. Читав дека општина Ѓорче Петров планира да го примени тоа. Тоа е сериозен модел и сериозна битка која што треба да се води. Меѓутоа, повторно ќе кажам, има и предности, има и слабости во делот на тоа што ние мораме долгорочно да најдеме решение како да ја вклучиме технологијата во образованието. Идејата е неспорна и одлична. Се што прави одвлекување на вниманието за време на час, за време на следење на наставата и вклучување, треба да биде странен. Значи не може да се доведеме во ситуација ние да држиме час и децата да играат игрици или да се допишуваат на месенџер и на телеграми и така натаму и така натаму. Така што јас јавно сум кажал и сум учествувал, го поддржувам тој проект, го поддржувам барањето на баланс, тргањето на телефоните од наставата во насока на нивна злоупотреба, меѓутоа ќе дојде многу брзо време кога ќе треба следна фаза размислуваме како да ги вратиме, но корисно назад. Инаку ова што господинот Змејанац го кажа околу несваќањето сериозно на интернетот, мислам дека е многу добра поента заради тоа што многу често не сите, меѓутоа делот од нас мислам дека се што ќе се направи на интернет е тајно,
се губи, не остава траг, напротив, нити се губи, нити го брише трагот. Меѓутоа, што е уште поважно, тука институциите мора да нагласат дека секој акт, секој закон, кој што нашата земја или меѓународното право го има и сите санкции, како што се применуваат во секојдневието, така се применуваат и во виртуелниот свет. Значи, ако вие на некој човек, или се зборуваме за деца, во супермаркет, го исплашите, му наштетите, направите било какво дело кое што е казниво, или кривично или прекршено се одговара, истото, ако го направите во виртуелниот свет, го направите преко некоја апликација, истото ќе одговарате. Значи, не постои разлика каде се случи, тоа сме должни да го нагласиме. Затоа што мора да ја промениме свеста во тоа и да кажеме дека сите санкции што важат за дело сторено во секојдневието, важат и во интернет просторот. Ние многу често некако бараме посебен лек специјалис, нели посебен закон, со кој што сакаме се да уредиме. И многу често сакам да дадам еден пример. Тоа е член од Уставот кој што вели се гарантира тајноста на писмата и другите облици на општење. За тоа е 90-та година пишувано. Меѓутоа денеска никој не го сменил и другите облици на општење, и Viber, и WhatsApp. Значи се подразбира законот и законите се пишуваат така да бидат широки, применливи, да превенираат, а да санкционираат ако нешто се прекрши. Така и во овој дел. Мора да разбереме дека се е регулирано. Свеста е нешто што мора да се подига, да се гради од ден за ден. Ако така го поставиме општеството, ако пред се самите се менуваме и сите што имаме можност да влијаеме и да ги менуваме процесите, ќе изградиме и поздрави институции и многу подигната свест и многу подобрени акти и пракса во нашата земја. Господине Змијанац, ова е случајот кој што сите очекуваме веќе во процес и очекуваме да има некаква санкција на крајот, кога институциите ќе ја завршат работата. Дали досега имате информација, бидејќи редовно правите истражување за злоупотреба на деца, на санкционирање на ваков тип на злоупотреба? Некако имам чувство како да не достига тој дел од санкционирање, па си даваат за право повторно и повторно, па и оние кои што никогаш не го направиле да го направат истото дејание, или пак не се ни свесни дека го прават тоа. Мене оно што ме загрижува сега, не знам колку ме служи чувството на опасност дека всушност во таа група се вклучени неформално, така прочитав, познати поранешни политичари, бизнисмени, па дури имало и од службите полициски, се со намера, веројатно се надевам да следат, за да може да ја дефинираат оваа мрежа. И кога ќе се вклучат возрастни, не знам која им била тенденцијата, истрагата секогаш се одолжува и има проблем да види завршници. Прочитав негде преку социјалните мрежи, па да се стават јавно, да се жигосат тие администратори, тие модератори кои ја отвориле оваа мрежа, да ги видиме нешто налик на педофилите кои ќе шетаат низ улиците за да знаеме кои се. Не знам колку е тоа исправно од аспект на човекови права, но сметете дека родителите се гневни. Са таа гневност на родителите и на целата општествена заедница, дали се толкува на одговорност лична, институционална, родителска, образовна, воспитна, не знам, но само знам дека ова се што се случува, како што почнам на почеток, така и ќе завршам, нема да кажам дека е пат на човекови, морални, општествени норми и вредности, ама дека е отслика на сето тоа што ни се случува во општеството, е вака некој од страна да не гледа од огледало и од психијатриски аспект, и од психолошки аспект, и од медиумски аспект, и од било каква стручна да не гледа, значи точно сме дефинирани како општество кое не е доволно организирано, не знае како да функционира, и во тоа општество кај што нешто не е доволно организирано и не знае како да функционира, најчесто страдаат децата. Професоре, почнавме со јавна соба или ни беше мотив за една ваква емисија, ќе завршам со јавна соба кон вас. Од објавувањето на случајот, на зборувањето за жртвите, потенцијалните жртви кои што биле таму, ви побрал некој помош лично вас? Мене не.
Јас сега, кога веќе прашувате проблемот во врска со третманот на лицата, на децата, за децата зборувам. Ја би сакал нешто прво да рачистиме, затоа што мислам дека малце се мешаат термините. Кој ќе се спомне педофилија. Педофилија е термин кој подразбира сексуално расстройство на нагонот и тоа подразбира потреба, доминантно педофилите се мажи, потреба да се задоволи сексуалниот нагон со дете кое нема секундарни полови карактеристики. Под 14 години. Тоа е педофилија. За да не ги спомешаме работите. За да не зборуваме за нешто што негде го има или не го нема. Овде не знам дали има такви работи, меѓутоа овде станува збор за сексуална злоупотреба. Друго е прашањето која правел, како ја правел, тоа не знаеме, за да не шпекулираме во врска со тоа. Како и да е, последиците од сексуалната злоупотреба, овде конкретно зборуваме само за сексуална злоупотреба со објавување на слики, нечии, нели, јас би рекол сексуална злоупотреба и на тие што ги гледаат сликите, и тоа е еден тип на сексуална злоупотреба, која зборуваме за деца, меѓутоа особено на децата чии слики се објавени, а се малолетни и се во некој период на психосексуален развој, последиците се страшни. Значи, последиците од сите видови на злоупотреба, сексуалната злоупотреба има најдалекосежни последици. Сите видови вклучуваат сексуалната злоупотреба носи сама за себе сериозни последици во психосексуалниот развој, во жигусувањето од околината, во собственото доживување за себе си, во развојот на понатамошната сексуалност и така натака. Меѓутоа, таа носи и психолошка злоупотреба заедно, зашто сите злоупотреби ја содржат психолошката како срж. Значи, психолошката повреда која се случува при тоа, може да даде многу далекосежни последици. Сега да не ја психијатризираме цела оваа дискусија, апсолутно се согласувам, мислам дека беше спомнато, дека е многу важен тој некој ран третман. Сега тука доаѓаме до проблемот што многу често жртвите на било кој вид на сексуално насилство, вклучително и на ова, имаат сериозен проблем да побараат помош, имаат сериозен проблем да се обратат до професионалци за да ја добијат таа помош која е неопходна, затоа што постои страф, нели, и од разголување понатамошно, од тоа колку е тоа безбедно да се појават било каде во која одредена институција да ја побараат таа помош, а таа е сериозно неопходна и што порано се даде таа помош во ситуација кога веќе се случила злоупотребата, можноста да штетите бидат помали е многу поголема. Тоа е во контекст на третманот на оние кои веќе се на некој начин жртви од сето тоа. Се ова друго што го зборувавме, нешто врзано со превенцијата да таквите работи не се случуваат. Ова секако бара психолошка помош и поддршка, која во Македонија е возможна. Ние имаме и невладини организации, имаме SOS телефони кај што жртвите можат да се јават, имаме професионалци, извонредни кои се сериозно обучени за третман на таков. Само да ве прашам, а што ако во таа група имало и девојчиња од 12-13 години? Тоа не го знаеме, како и да е. Како и да е, последиците се многу сериозни. Затоа што кога збориме за сексуална злоупотреба, збориме за девојчиња од 14 години нагоре. Да, помали веќе е проблематична состојбата да дефинираме дека е сексуална злоупотреба. Не, сексуалната злоупотреба може да биде на било која возраст, тоа не е спорно. Може да биде сексуална злоупотреба на било која возраст, особено овој тип на сексуална злоупотреба. Сега да не ги спомнуваме сите видови на сексуална злоупотреба, а последиците се многу сериозни. А имаме ли прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба кај што може да се знам, не. Еве ви уште една институционална слабост. Како ќе третираме овие девојчиња без разлика на која возраст? Насилство, и сега замислите се наоѓа во една ваква травматична состојба. Ја барем немам и нема кај да го згрижиш првите 48 часа за да некој постапи соодветно. Никогаш нема доволно време кога се отвараат вакви теми. Па не може, не е возможно. Ние ќе се обидеме да ја држиме секогаш на врво темата, затоа што се покажува и модерните времења го бараат тоа. Пред да ви се заблагодарам, само на кратко на Кордало ќе му поставам прашање. Дали успевате во тоа дозирање секое утро кога ќе ги отворите вашите очи да не погледнете прво во мобилниот телефон? Јас не сум некој светол пример за тоа, пред се поради може и оправдување поради професијата која што имам, професионалната деформација, меѓутоа ми е жал што многу не има така. И навистина треба да, по моје лично убедување, најдеме други ритуали, а да не е тоа мобилниот телефон.
Меѓутоа, за да го направиме тоа, ќе мораме многу повеќе да најдеме корисни содржини надвор од интернетот. А што се однесува до ова, ако можем за една препорака, мислам дека веќе е крајно време да почнеме учениците, студентите, младите да ги вклучуваме во градењето на едно општество, кое што ќе можат и тие да го обликуваат во одреден дел, заради тоа што новото време го бара нивниот дух и нивната спремност, за која што сите ние веќе треба да слушнеме од нив. Еве, јас само ќе го дополнам, треба се гради култура за дигитална писменост од најрана детска возраст. И тука имаме шанси веќе да стартуваме многу поспремни, поподготвени и да се справуваме со сите предизвици кои може да ни се случат. Ако дозволите, толку извини. Ја да се вратам на тоа што некаде веројатно беше моја без намера да омаловажам поентата дека е сериозно потребно да биде таа дигитална писменост, да се обрне големо внимание, еден мој апел од психолошки аспект да се вратиме на традиционалните вредности на комуникација и дружење во релацијата родител-дете, помеѓу децата, ако сакате и помеѓу возрастните, што не значи да ги укинеме сите овие социјални мрежи и компјутерскава технологија, меѓутоа сигурен сум дека е можно тие традиционални вредности на комуникацијата која не може да биде заменета со оваа сајбер технологија, можеме да ги вратиме ако направиме некакви одредени напори за тоа. Ви благодарам што бевте гости во И што сега. Почитувани, тешко е да се даде завршница на една отприлика 60-минутна емисија во која учествувале тројца професионалци, секој во својата област, но ќе го искористам моето право како домаќин само да ве предупредам да бидете внимателни и се надевам со ова емисија придонесовме да ви укажеме на тоа колку е важно да го следите секој ваш клик и секој клик на вашето дете. Останете со Македонската телевизија. Пријатно.